што очекувате од средбата денешна помеѓу председателот Пендаровски и лидерот на опозицијската ВМРО Мицковски, со оглед на тоа што имаат некои блиски ставови, например, во врска со вклучувањето на две седмици? Не очекувам ништо. Убаво што има диалог, диалогот може да носи резултати, но по основ на прашањето 27 април не очекувам ништо. Ниту може председател на државата да аболицира и амнестира настани кои ќе се поврзани со делото терористичко загрозување на уставниот поредок, ниту па е дозволива таква работа да се направи, но од разговор нема зија. Нека ја направат муавет, дај Боже да има повеќе консензус во државата и во делокругот на надлежностите на председателот, како и делокругот на надлежностите на опозицијата, пред се со доминантен фокус во парламентот. Алудирам на ослободување и побрза ефикасност на експедиција на законите, кои што живот значат за граѓаните, а се надевам и секако многу внимателно ќе слушнам заклучоците од таквиот состанок што се, кои што ќе ги споделат со јавноста, затоа што се од висок интерес и мене како председател на владата. А можно ли е повторување на случај? Како и за сите случаи во државата, така и за тој случај, ако има таков вид на докази, нови, кои што порано ги немале, а силно влијаат на можноста и поинаку да се одлучи во таквиот случај, напоменувам како и за сите други случаи, може да се отворат постапката. Тоест, тоа одлучува веројатно кривичен совет или совет на кривични судии во надлежниот суд, ги разгледуваат ваквите докази и одлучуваат дали прифаќаат повторување или одбиваат барање за повторување. Уште едно прашање околу вакцините. Имаше коментари во јавноста, нели вчера се вакцинирате, се надевам добро се чувствувате. Имаше коментари во врска зошто владините представници да се попривилегирани за примање на вакцина без оглед на старосна граница. Многу граѓани чекаат и оние што се хронични болести. Пустото прво беше зашто не ходите први за да испратите порака. Наистина го чекавме нашиот ред, а редот е нормално кога доаѓаат доволни количини за масовната имунизација. И токму вака јасно и прецизно определениот моментум е за да испратиме истовремено пораката за масовна вакцинација и ја користам приликата уште еднаш да ги повикам граѓаните. Само преку вакцинирањето може да победиме пандемијата, ова светско зло, кој што навистина не ги смени нашите животи и не се работи само за себе заштита, туку се работи за заштита на сите околу нас. Пред се гледаме, таму кај што најмногу не боли целиот овој период, нашите повозрастни родители, пријатели, соседи и така натаму и така натаму. Јас се осеќам одлично. Вчера ја примив вакцината, впрочем и немам време да приметам дали некој се осеќам другчие, но сакам да испратам пораката како што и всушност се чувствувам. Се чувствувам добро и препорачувам граѓаните да се вакцинираат. Да се вакцинираат со таа вакцина која што ќе дојде на ред за вакцинирање, затоа што само така е исправно, сите вакцини се добри, сите се потврдени, можеме тоа да го потврдиме самите преку интернет, гледаме дека сите се здрави, потврдени и предизвикуваат имунизација, затоа да ги почитуваме протоколите на основа на кои Министерството за здравство го организира системот на масовната имунизација, за да можеме час поскоро да ги постигнеме бројките, како што знаеме, од најмалку 70%, а се уште сме со пониски бројки, така да верувам дека многу брзо сите, почитувајќи го редот, ќе ја примиме вакцината. Господине Заев, зошто не се прифаќа надоместок за штета за ексосудените на случајот Сопот, што се осудија во бегство? За Сопот, јас како што знам имаме спогодби судски постигнати за исплаќање на штети. Веројатно се преговара уште со некој на крајот, за да може тука да се постигне спогодба. А ако не се постигне спогодба, тоа значи пресуда, па државата е должна да исплати. Така одат постапките. За случајот Монсум, нели Косово одби да предаде две осомничени лица, дали државата, Министерството за правда, владата нешто ќе превзела? Се што стои по меѓународното право ние ќе преземеме и не се откажуваме. Веројатно ако бара дополнителни документи, дополнителни докази ќе ги доставиме. Уште еднаш е јавно потврдувам дека гарантираме правично судење. Сепак се работи за наш граѓани. Овде, кој што од почеток на постапката со негово присуство би се водела, но очекувам навистина двете наши исклучително пријателски земји да тоа го потврдуваат на секое поле. Дури и на вака сензитивни полиња. Ние сме секој пат на располагање. Верувам дека и Република Косово ќе биде на располагање да го испочитува меѓународното право и билатералните договори кои што ги имаме постигнати. Вакцинацијата тече задоволително. Кои се вашите информации како во наредниот период ќе се одвива? Дали има некои шанси до октомври-ноември 70% од населението да се вакцинира? Зависи од нели испораката на вакцини. Тоа е планот, почитуван господин новинар. Планот е навистина прво до завршувањето на школската година, некаде 10 и 15 јуни да фатиме поголем број.
Затоа ги отвараме овие центри секаде и апелирам до градовите и градоначалниците кои што имаат капацитет, имаат можност да дадат дополнително напори, уште повеќе регионални центри да отвориме за да масовно се извакцинираме. Знаете дека во мај очекуваме уште поголеми количини. Овие 200.000 кинески навистина го отворија процесот на масовна имунизација. Очекуваме околу 15-100.000 донација од Кина да стигнат. Ги очекуваме сите тие, не знам колку се, 50.000 без малку Pfizerovi на неделно ниво, што доаѓаат. До крајот на мај ги очекуваме AstraZeneca, втората количина од COVAX системот. Имаме нарачано 500.000 Sinovac. Имаме веќе воспоставено соработка со Србија и со производствените капацитети во Србија, како да ги набавиме новите количини, така да целиот овој период мислам дека е вин-вин ситуација, да може граѓаните слободно да патуват. Можеме да го искористиме за масовната вакцинација, да помогнеме час поскоро, ден пократко, што се вика, да се имунизираме, затоа што на тој начин и бројките ќе не биде мило кога ќе гледаме дека се под 100, под 50, а дај Боже да нема воопшто и починати случаеви. Така да до октомври е таргетот така да кажам оптимистички или оптимален, не оптимистички, не песимистички, туку оптимален, да постигнеме неопходниот процент од 70% имуни граѓани на пандемијата. Кој е вашиот став, премиере, за дигитални век-книги? Уште еднаш сакам да потенцирам дека давајќи му шанса на развојот не треба да правиме драма од се. Прво и трето оделение никој пат нема да имат дигитални книги, за да ги врзиме децата со книгата. Почнуваме оваа година од 4-то оделение. До година ќе бидат 4-то и 5-то. После таа година ќе бидат 4-то, 5-то и 6-то. Ова година од 1 септември учениците покрај тоа што ќе имат учебник пред себе, пишан, хартија, ќе имат и дигитален. Што е проблемот? Апелирам до сите. Како знаеме да им ги тутнеме телефоните и компјутерите на децата за игрички во раце и ние да си ја вршиме родителите нашата работа, дајте малку да ги научиме и образованието да го учат. Паралелно напоменувам, покрај тоа што ќе имат пишани учебници. Ја следам на вистина целата ова дебата што се случува овде. Јас знам дека и јас сум бил некогаш ученик. Бојкотот, избегање од часови, тоа е најлесната работа. Ама ние родителите, заедно со децата, мораме да имаме одговорност, затоа што светот оди напред, дигитализацијата постои насекаде, можностите се огромни, виртуелното учење по пат на видео, на слики, на практични примери, останува трајно во главата, а учебникот, напоменувам, секогаш е тоа. Ќе го имат самите деца. При тоа е многу важно, брајовата азбука ќе може да ја користат лицата со посебни потреби, да гледат видео и аудио, да слушат на одредени настрои, тоа осовременување целото на образованието. Години, децении, па дори 2-3 декади зборуваме, ајде реформи во образованието, ајде реформи. И сега тргнуваме, гледате чекор по чекор. Една година 4-то оделение, до година 4-то и 5-то. После тоа 4-то, 5-то и 6-то, по полека, се едно по едно, да дадеме шанса на процес. Така да јас знам дека секоја промена е тешка. Најдобро би било за голем дел од граѓаните да не се подмрднеме, да не мениме ништо. Мора да менуваме, мора да бидеме на чекор со светот, со нашиот регион, со Европа и верувам дека ќе успее. Значајни реформи се, кадровскиот потенцијал е нашиот најголем потенцијал, мораме да го подготвиме за пазарот на трудот, луѓе да бидеме компетативни со нашето соседство, со целиот европски континент, така ќе овозможиме подобри перспективи и на младите и на децата. Ви благодариме. Фала и многу.